Саботно издание на регионалните вести. Се зголемуваат трошоците на млекопроизводителите, а цената на млекото и млечните производи останува иста. Снежана Спасевска од населеното место Туденце, која речиси цел живот се занимава со сточарство, вели дека ова е можеби најтешкото време досега за оваа гранка. Поскапени се препаратите, семињата, нафтата, а млекото и млечните производи се продаваат по стара цена. Млекопроизводителите во Тетовско се жалат на големи трошоци, а мала заработувачка. Поради ваквата ситуација, младите се помалку се занимаваат со сточарството, вели Снежана Тасевска од Тетовско Туденце, која со земјоделство и сточарство се занимава од дете, сега веќе и професионално. Стрикно 15-17 години, 17. Како се бавимо со сточарство, краве, со малку. Препаратите, семината се доста скупи, а на све тоа преголема е цената за разлика од лани до годината за нафтата. Ја скупе доста. И малку е разочарувачко работава. Зашто, например, ланската цена била на нафтата една, годинава е друга, а млекото дефинитивно исто. Сега тоа е. Тука сме се нашле, мора да иде да се работа, доста труд треба да уложиш, а малку да се добие. Откупите ида пред врата, греота да се пожалим на кооперантите, за тоа условите ги спрема путот што проаѓа, овде ми одговара доста, али цената е малечка. Мала е цената. Неисплатливо, можем да кажем. И затоа углобала, по моје мислене, да не грешим, младите не наставува на нашата работа, си заминува подалеку. А сега ние што смо се нашле туека, греота мора од нешто да се живи и работамо, а оправдано за младите што заминува, кој ништо не иде нагоре. Житото скупо, ланска година суша, зајрето беше балете, слама, лјунџа, све тоа скупо, сено, а млекото не иде нагоре. Снежана вели дека занимавањето со оваа гранка ја ограничува незината слобода во текот на денот. Едноставно врзани сме на едно место со оваа работа и мора така да биде, зашто тоа живееме, раскажува таа. Ајде, појди негде. Тоа е кравата, детето е исто. 3 пута, најмалку треба да влезеш, обавеза, нарани, млзене. И ајде, појди негде. Појди, или да ти дојде, треба да ти се најави некој па да го пречекаш. Зашто она, ја можем да не јадем кој сакам, а она мора да јаде за да добиеш нешто од неа приход. Мора да бидеш врзан си. Дефинитивно 24 сата не можеш да бидеш одсутен, врзан си. Статистичките податоци покажуваат дека освен бројот на добитокот во последните 5 години се намалува и производството на дел од сточарските производи. Така производството на кравјо млеко во 2011 година изнесувало 376 милиони литри, а лани се произвеле 361 милиони литар млеко. Драстичен пат е забележан кај производството на мед и покрај тоа што има зголемување на бројот на пчелни семејства. Така во 2011 година се произвеле 1100 тони мед, а лани 688. Зголемување е регистрирано кај производството на овчо млеко. Демократската партија на албанците го одржува својот 7ми конгрес во Тетово. Мендух Тачи е реизбран за председател на партијата. Македонија е на работна екзистенција, незиниот опстанок е зависи од имплементацијата на договорот за името со Грција како основен услов за влез во НАТО и ЕУ, порача Мендух Тачи кој попладнево на 7миот конгрес на партијата. Беше реизбран за председател. Договорот со Грција е најголема капитална инвестиција на државата, која без интегрирање во евроатланските структури ќе нема иднина, рече Тачи. Договорот со Грција е многу важен за албанците затоа што ние сме за НАТО и ЕУ. Многу луѓе велат дека договорот нема да помине. Јас им порачувам, бидете мирни, договорот со сигурност ќе успее затоа што тоа е капитална инвестиција. Ние сме на граница на екзистенција, затоа договорот мора да помине.
пред да биде реизбран за председател. Тачи се осврна и на домашната политика со која, како што рече албанците, се уште не успееле да ги остварат правата. Истакна дека неговата партија и понатаму ќе се залага важните одлуки во државата да се донесуваат консензуално, да има рамномерна распределба на буџетот и да се доврши докрај процесот на фискална децентрализација, без исполнување новие барања согласно законот. Доведена е во прашање лојалноста на албанците. Голем број албански граѓани кои гласаа за македонската партија СДСМ сега ги прашуваме дали живеат подобро. Албанците во економска смисла живеат многу лошо и наш ангажман ќе биде токму тоа, да имаме колективна благосостојба, а не индивидуална. Мора да се воведе консензуална политика како што е пракса во Европската Унија. Бадијала ќе ни биде интегрирањето во евроатлантските структури ако нема консензуален начин на донесување одлуки, без исполнување на ова право, може да биде доведена во прашање лојалноста на албанците. На 7-миот конгрес на партијата Имер Алиу беше избран за нов генерален секретар, а Илјас Халими за председател на Централното собрание. Делегатите избраа ново председателство и нови 5 подпредседатели на ДПА. Огранокот на Дуј во Гостивар периодов во неколку наврати упати обвинувања до актуелниот градоначалник Таравари за злоупотреби и прекршување на постапките за јавни набавки. Градоначалникот пак вели дека тоа не е точно и дека се локална власт која работи според законите. Јавните набавки на општината отворија војна меѓу огранокот на Дуј во Гостивар и локалната власт. Дуј во серија соопштенија посочи дека актуелната локална самоуправа направила сериозни злоупотреби и прекршувања во тендерски постапки. Таравари јавно наведува дека јавните набавки се направени на совршен начин и во согласност со законот, но надлежните институции се изјасниле поинаку. Државната комисија за жалби на јавните набавки донесе решение во кое се констатирани повреди во однос на јавните набавки за хоризонтална сигнализација на улиците и патиштата во Гостивар. Поради утврдување на повреда на законот за јавните набавки, комисијата ја укина одлуката за избор на најповолна понуда и ја поништи постапката, реагира огранокот на Дуј. Како друг пример го наведуваат тендерот за изработка на идејно решение за аквапаркот во Гостивар, за кој велат дека е доделен на фирма која го подготвила проектот пред да биде објавен огласот. Во концептуалниот дизајн на компанијата која ја доби јавната набавка, јасно се гледаат фотографии направени за време во зимската сезона, а тендерот беше објавен во мај, стои во соопштението. Градоначалникот Арбен Таравари ги отворила обвинувањата на опозицијата, тврди дека како локална власт работат според законите. Ние сме сериозна власт, зборам локална власт, работиме така како што треба. Ако има забелешка зошто една фирма од Скопје која што има изработено фантастични објекти во Скопје, една од посериозните, не би сакал да кажам и за нашите двајца беа гостиварчани, добри, млади, архитекти, амбициозни, меѓутоа има недостатоци во однос на фирмата која што изработила преку 100 објекти во Скопје, меѓу кои Веро Скопје, центарот, Мида, Моторс и други. Таа е таа фирма која што ја доби, беше најдоброто идејно решение според една комисија, не според градоначалникот. Таравари ги повика граѓаните дека можат да ги следат јавните набавки, да се информираат и да направат увид во документите, а доколку забележат неправилности, да пријават во надлежните органи. Вчера во полициското одделение Жеровјане 61-годишник пријавил физички напад. Според неговото кажување, додека седел во гостителски објект во Волковија, тој бил нападнат од тетовец по претходна расправија, пошто побарал лекарска помош. Од МВР информираат дека по целосното расчистување на настанот ќе следи соодветен поднесок. Утре недела 5 август во црквата Свети Теодор Тирон во село Јанчиште ќе се осветува новиот фрескопис во 8 часот и 30 минути. Од црковниот одбор ги покануваат сите заинтересирани верници да присуствуваат на овој свет настан. Во телевизиската тема на неделата Радио Слободна Европа анализира што е тоа што младите ги привлекува во Европската Унија.
Во ова издание на темата на неделата говориме за тоа што најмногу ги привлекува младите да живеат во Европската Унија. Некои велат дека не е се во парите. Ако не може Европската Унија кај нас, тогаш ние во Унијата. Вака може да се каже за она што го мислат младите за привлечноста на животот во земјите членки на Европската Унија. И не само во Македонија. Тоа, например, важи и за голем број млади пољаци. За нив Германија, Британија, Франција долго време беа привлечна цел поради големите работни можности. Но вработувањето веќе не е единствената причина што ги држи да останат таму. Повеќето од пољаците кои живеат во Германија ги има околу 800.000 и се втора најголема странска заедница во таа земја, под турците, велат дека и покрај тоа што Полска е членка на Европската Унија од 2004 година, во таа земја веќе немало слобода на говор и на собствено мислење. Вработувањето и високите плати веќе не се единствената причина поради која остануваат во западните членки на Унијата. Од доаѓањето на националистичката и конзервативна партија на правото и правдата во 2015 година, многумина од пољаците велат дека во Полска веќе нема либерална клима. Александра Зебровска наведува дека полското општество станува се помалку и помалку отворено. I felt that my generation was supposed to be the one that will bring Poland closer to Europe, closer to West. And then when I return, I felt that already something is changing, that this atmosphere is not as it was before. Александра додава дека по изборите ситуацијата станувала се потешка. Во октомври 2015 година, по 8 години во опозиција, се врати на власт партијата на правото и правдата. But after that, everybody was looking at everybody in a suspicious way, like, are you with them or against them? And that was the scary part. It really was this feeling like my grandma told me during communist time that you're either with or against. Александра додава дека таа во Германија се чувствувала едноставно слободно. Доаѓањето на власт на конзервативците беше придружено со тврдокорната позиција на Варшава против барателите на азил и со барање од Германија да плати репарации за Втората светска војна, иако Берлин инсистира на фактот дека тоа прашање било решено пред неколку децении. На европската сцена Полска представува вистински предизвик за Брисел во спроведувањето на демократските стандарди. Пред се реформите во судството, за кои Унијата вели дека се закана за демократијата. Во земјата во која се проповеда хетеросексуално и католичко семејство, Филип Рудковски вели дека не се живее лесно. I have been lying to myself that this country is free for 25 years. Because I do not have a total freedom of expressing myself, I do not have a total freedom of choosing whatever I want to see, but it's completely influenced by the religious structures and gender structures of this monocultural system. Тој додава дека во Берлин може да се изрази, без да биде суден или пак да им го објаснува тоа на другите. Во Македонија пак главната причина што ги принудува младите да заминуваат во странство е немањето работа, односно борбата за екзистенција. Сепак, како што велат познавачите, има и други фактори кои ги тераат младите својата иднина да гледаат надвор од татковината. Например, неквалитетното образование. Па кои се тие мерки со кои младите би можело да се задржат во Македонија? Младите луѓе ја гледаат својата иднина надвор од Македонија и преферираат да живеат во некој од западноевропските земји. Најчестата причина е невработеноста, а тоа го покажуваат и бројките на Државниот завод за статистика. Невработеноста на младите во земјава изнесува 23,7%. Највисока невработеност има кај младите од 15 до 19 години, од речиси 60%, и од 20 до 24 години од околу 46%. Но на недостигот од перспектива за младите влијаат и други фактори. Поради тоа што стандардот е се уште лош, поради тоа што образованието е неквалитетно, поради тоа што за младите луѓе нема работни места, многу од нив бараат живот надвор. Ако земјата не се придвижи сериозно кон подобрување на состојбите на ниво на европска држава, младите луѓе наминовно ќе бидат жители на ЕУ, само можеби тоа ќе го направат преку преселба во некоја од европските земји, наместо преку ангажман или чекање Македонија да се приклучи кон европското семејство. Од коалицијата сега велат дека основниот мотив на младите да ја напуштат Македонија е борбата за екзистенција.
Значи, тука се крие основниот мотив, зошто во најголем дел од младите, оние кои што се високообразовани особено, ја напуштаат нашата држава, бидејќи она што се случува на пазарот на трудот е многу тешко нивно вработување или нивните компетенции не се во согласност со потребите на пазарот на трудот. Една од најавените мерки е младинската гаранцијска шема, која е амбициозна според Костуранова и треба да направи младите да може да го најдат своето прво работно место за неколку месеци, наместо за неколку години. Тоа е европска практика која ако успешно се спроведе во Македонија ќе биде одличен поттик за младите луѓе да живеат самостојно и финансиски стабилно. Сепак ќе треба да помине некое време пред да се видат ефектите од мерката, а и бидејќи станува збор за гломазен проект ќе треба да се планира и евалуира нејзиното спроведување за да не потврли, односно да биде успешно. Освен справувањето со невработеноста, Македонија, додава Костуранова, мора да инвестира и во образованието. Ете, тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме врз причините зошто младите се повеќе својата иднина ја гледаат во Европската Унија. До гледање. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Дуваше слаб до умерен североисточен ветер. Утринските температури се движеа од 15 до 21, а дневните од 24 до 30 степени. Вредноста на УВ индексот изнесуваше 8. Според метеоролозите и утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Ќе дува слаб ветер од променлив правец. Утринските температури ќе се движат од 16 до 22, а дневните од 24 до 30 степени. Вредноста на УВ индексот ќе изнесува 8. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.